Од почетокот на надпреварувачката сезона 2012-2013, кошаркарите од Крива Паланка се активни во неколку младински лиги, со 3 екипи во машка и 1 во женска конкуренција, за што редовно ви информираме. И викендот кој е зад нас, сите младински екипи ги одиграа надпреварите од четвртото коло при Кошаркарската федерација на Македонија. Овој пат со распределени сили. 2 екипи останаа на домашен терен, а 2 гостуваа. Во саботата боите на клубот во 2 конкуренции на домашен терен ги бранија екипите Генерација 99 и 2001, соочувајќи се со екипите на Феникс 2010 од Скопје. Иако најмлади први одиграа родените 2001 година, кои одиграа многу ефикасен и неизвесен дуел, но не успеа да остварат победа. Истата приказна ја повторија и следните протагонисти во вториот саботен дуел, кои во сите 40 минути не дозволија гостите да се одлепат резултатски, а сепак беа поразени. Останатите 2 надпревари од викендот во младинска конкуренција беа резервирани за екипата машки Генерација 97 и помлади, кои гостуваа кај Куманово, а единствените женски представнички од кошаркарскиот клуб Крива Паланка, кои годинава за прв пат се воведени во системот на надпревари при федерацијата, гостуваа кај јуниорот Скопје. И додека младинците не постигнаа значаен резултат, сениорскиот тим од клубот по извојуваната тешка победа во првото коло од третата македонска кошаркарска лига дома против Т-баскетот Тетово, овој пат гостуваа кај МБА Чаир од Скопје. Паланчани беа на прагот да ја остварат втората последователна победа на стартот од сезоната. И иако во текот на целиот меч кај чаирчани го имаа водството на своја страна, последните неколку минути од мечот беа вистинска драма. Домаќините изедначија на само 9 секунди до крајот, а последниот напад беше за Крива Паланка. Но фортуна ги замеша прстите, па несрекно на 3 секунди пред истекот на времето, домашниот состав на МБА Чаир поентираше за минимална победа од 2 разлика, 55-53. Во овој меч, третолигашите од Крива Паланка ќе го дочекаат третото коло на третото место на табелата. Следниот меч го играат дома против Феникс од Скопје викендов.